67 здруженија, односно организации, од кои 30 се нови, годинава ќе добијат буџетски средства наменети за финансирање на програмата за културни манифестации на општина Куманово. Најмногу средства се предвидени за традиционалниот меѓународен тамбурашки фестивал, информираше денеска Александар Крстевски, раководител на секторот за култура. Тој на денешната пресконференција во општината ги презентираше резултатите од јавниот повик за прибирање на барања за користење на средства од општинскиот буџет, потенцирајќи дека сите здруженија и организации годинава имале еднаква шанса да поднесат барања, а средства ќе добијат оние кои што ги исполниле условите предвидени во правилникот за утврдување на постапката. Јавниот повик заврши на 16 февруари, пошто комисијата ги разгледа предложените барања која е формирана од страна на градоначалникот и утврди дека вкупно 95 барања се поднесени, а 67 ги исполнуваат условите. Додека 28 барања не ги исполнуваат условите предвидени во правилникот за утврдување на постапката. Согласно записникот на комисијата, градоначалникот на општина Куманово Максим Димистриевски достави предлог одлука за распределба на средствата по објавениот јавен повик до Советот на општина Куманово, која беше усвоена на претходната седница. Со одлуката распределени се финансиски средства од програмата на културни манифестации на општина Куманово за тековната 2022 година со вкупен износ од 7 милиони и 30 илјади денари. Како што е потврдено и со правилникот за утврдување на постапката, денеска на официјалната веб страна на општината Куманово ќе биде истакната одлуката за распределба на средствата, како и правните субјекти кои за жал не ги исполниле условите. Со тоа што транспарентно сакаме јавноста да биде запознаена со сите резултати како што и претходно кажавме. Ова е прв јавен повик од ваков вид објавен од општината, за кој, како што велат надлежните, имало голем интерес. Како општина се стремиме да продолжиме во иднина да ја издигнеме културата на повисоко ниво, со што би ги поттикнале фондациите, граѓанските здруженија, јавните установи и други правни лица чија примарна дејност е културата, да продолжат да развиваат проекти и идеи кои ќе ја надградуваат културата во нашиот град, посочи денеска Крстевски.